Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, драги слушатели на емисијата Поента, добар ден и добродојдовте во редовниот термин нашето радио дружење со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Оваа емисија ќе започнам со мантрата на неделата, но и мантрата на годината, која што од Лјубљана ни ја испрати универзитетскиот професор Фрчковски за тоа како тој ја гледа постизборно Република Македонија. Се надевам дека ја слушнавте оваа изјава или би рекол овој негов коментар, бидејќи буквално цела недела се вртеше по социјалните мрежи, но и по медиумите во Република Македонија и со право, бидејќи предизвика лавина реакција од страна на македонските граѓани. Би рекла, ниту една друга реакција немаше толков интерес пробудено како што предизвика ова на Фрчковски. Како што знаеме, тој ја заговара онаа супер широка коалиција и супер широка коалициона влада, за која, како што вели, тој ќе притиснале и странците наводно постизборно и дека тоа е веќе договорена работа, дека се работи за сценарио кое што наводно е однапред смислено страна на странскиот фактор во Република Македонија со цел, како што вели тој, да се смират страстите на едната и на другата страна од македонскиот блок, но и да се излезе во пресрет на албанските интереси, на албанските апетити постизборно во Република Македонија. И сега, да не беше кажано од професор Фрчковски, веројатно ќе се запрашавме дали има нешто вистина во оваа теза, но со оглед на фактот дека професорот Фрчковски веќе 2 години го бутка исто во ова сценарио кое што е всушност и СДСМовско сценарио. Во тој случај мислам дека многу од работите се чисти и јасни во делот на тоа каде е вистината на целата оваа фрка која што би рекла ја создаде овој универзитетски професор. Инаку, како што знаете, ова сценарио одамна го бутка очајниот СДСМ преку нивниот број 1 идеолошки мантрач, кој од Република Словенија на еден исклучително лош српски јазик практично ги повтори сите оние тези што неколку години тој лично ги врти во јавноста, а се работи за официјални тези на Социјалдемократскиот сојуз, преку изедначувањето на Сојузниот совет и ротациониот премиер, кој што се познати институции во федералната извршна власт на Швајцарија, и нивно компарирање со владата на Република Македонија, односно во Република Македонија како држава која што знаеме уставно дефинирана како унитарна република. Ова повторно мантрање на тезава и споредбата на македонската со швајцарската извршна власт секако има и конкретна цел, зашто токму сега се јавно и уште би рекла порадикално се бутка цела во оваа споредба. Секако јасна ви е целта. Целта е да се изврши што е можно посилно влијание на една недела пред изборите, односно сега веќе на 5 дена пред изборите, во мотивирањето на се поевидентно апатичното и разочарано членство на СДСМ, но и разочараните поддржувачи од деструктивните политики што ги нуди ЗАЕФ и раководството на СДСМ. Тоа е се поевидентно, станува збор за, би рекла, разочараност од најголем вид, затоа што едноставно никој од поддржувачите, симпатизерите, па и членството на СДСМ не беше информиран за целата оваа стратегија која што ќе преземе пред избори СДСМ и веројатно и оттаму и големиот револт кој што се јавува меѓу членството на СДСМ за тоа дека никој не бил прашан за сите овие идеи кои што ги буткаат под маса, а сега веќе јавно социјалдемократите и дека за сето тоа не постои партиски консензус, но како и да е, голем број од тие тези всушност не беа договорени од страна на членството на СДСМ, но сепак тие се дел од политичката реалност
како што не беа, например, идејата за кантонизација на државата, изфорсирана токму од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев, исто така и двојазичноста на цела територија на Република Македонија, исто така теза која што од самиот почеток е бутка Заев без никаква партиска согласност, би рекла, од сите потесни и пошироки тела на партијата. Исто така и плагијатот на нивната програма, така наречена програма, со која што СДСМ ја тера целата изборна кампања. Понатака самото сценарио за разнебитување на државата, но и уфрлување на голем број радикални и политичко опасни подземни играчи во изборната кампања од страна на СДСМ, сите овие работи влијаеа негативно и разочарувачки кај членството и кај поддржувачите на оваа партија, па токму затоа во овој момент, би рекла, на една недела, односно на 5 дена до изборите, им беа потребни тезите на професорот Фрчковски со цел да се стимулира членството на политичката партија и членството на коалицијата која што е во опозиција и на тој начин да се создаде што е можно подобри основи за подобар изборен резултат. Јас често велам дека овие тези на професорот Фрчковски треба да делуваат како еден вид витаминска инекција за подигнување на надежта меѓу гласачкото тело на СДСМ, кој е во реален нокдаун и сосема очекувано, бидејќи токму тоа членство очекуваше многу повеќе од својот лидер, очекуваше многу повеќе од својата раководна партиска структура, а добија, би рекла, ништо. Она што го добија е едно разочарано и апатично членство, поддржувачи, симпатизери, но би рекла и едно исклучително расположено албанско гласачко тело кое што не дека ќе гласа за оваа политичка партија, туку ги создаде сите предиспозиции да во иднина на политички план ги бутка сите овие идеи како веќе ставени на маса и како дел од политичкиот пакет за политичкото сценарио на Република Македонија во еден иден период. Кога практично се виде дека СДСМ е тотално безидејна, како на програмски, така и на идеолошки, но и на политичко-економски план, овие така наречени партиски стратези на СДСМ го отворија така наречениот план Б на СДСМ, кој го презентираше во нему познат ноншалантен стил, партискиот мантрач број 1 во СДСМ, по обичај надвор од државата, надвор од Република Македонија. Сигурно ќе забележите дека сите големи прашања и сите големи, би рекла, одговори од нивна страна кои што се даваат за иднината и за судбината на Република Македонија, тие не ги даваат во Република Македонија, туку најчесто во странство. Зоран Заев ја спомна кантонизацијата и најголем дел објаснувањето на двојазичноста токму во Швајцарија. Еве сега неговиот идеолошки стратег професорот Фрчковски, прашањето околу тоа како ќе се изгради постизборно новата така наречена супер широка влада, повторно ја отвара во Љубљана, во Република Словенија, а не во Скопје. Она што е сосема јасно дека овој план Б на социјалдемократите треба да го отвори тој така наречен нов прозорец на СДСМовската надеж, дека оваа партија без разлика на изборните резултати наводно ќе мора да биде нужен дел, неизоставен дел во идната македонска влада, значи онаа која што ќе се формира по резултатите од 11 декември 2016 година. Демек, какви и да се изборните резултати според нивните стратези, СДСМ повторно ќе биде дел од идната влада, неизоставен, нужен дел на идната влада. Тоа е она хайлайтот кој што постојано го буткаат идеолошките стратези, но и раководната структура на СДСМ во однос на своето членство, упатувајќи им апел да не се разочаруваат, затоа што едноставно СДСМ не може да биде изоставена од идната владина структура во Република Македонија. Според овие бајачи на СДСМ,
во оваа супер голема коалициона влада требало замислете да влезе и ВМРО ДПМНЕ, а со цел да се решат сите горливи прашања, како што вели професорот Фрчковски на Македонија. Под него таа супер широка влада ќе имала за мандат да го реши прашањето за името и членството на државата во НАТО, и демек кога ќе се согласиле сите политички партии во таа супер широка влада за овие прашања, после тоа ќе се одело повторно на вонредни парламентарни избори. Тоа е според сценариото на Бајачеве и Мантрачеве од СДСМ. Но овие бајачи и мантрачи никако да не може да им влезе во глава дека власта во Република Македонија не зависи од нив и не зависи од СДСМ. Власта во Република Македонија согласно уставот на државата ја даваат и ја земаат незините суверени граѓани, кои токму според тој највисок пишан правен акт во земјата се највисоката и неприкосновената власт во државата. За да може СДСМ повторно да се наметне и да биде дел од владата, ќе мора прво да помине кај граѓаните, ќе мора прво да освои мнозинство на пратеници кои ќе му дадат пас за составување на влада или за влез во влада, и ќе мора СДСМ прво да помине кај граѓаните со нивната изборна програма, со она што тие го ветуваат на граѓаните, и таму да ја бара прво нивната доверба, а дури потоа да зборува за некакви постизборни коалициони шеми и делувања. Во Уставот на Република Македонија, чисто да го подсетам професорот Фрчковски, не стои дека власта, а во таа смисла и владата на Република Македонија, не организираат разноразни суфлери, разноразни супозитори, мантрачи, разноразни бајачи, чадори, сметано како странски амбасадори или некакви странски други странски фактори. Понатака не ја составува ниту НВО секторот, односно невладиниот сектор, ниту некакви други реквизитарни помагала. Туку во Уставот на Република Македонија јасно стои дека граѓаните на избори одлучуваат кој ќе биде власт, а кој опозиција во државата. Тоа што овие 2,5 години е свртено наглава од Уставот и тоа што се создадоа бројни преседани на политички и на правен план, тоа не значи дека тоа така ќе остане во иднина, бидејќи Македонија се соочи со една голема политичка криза која мораше да се надмине со цел нели да нема крвопроливање по улиците, ќе мораше да се надмине на ваков начин, но тоа не значи дека ние имаме поинаков устав и дека имаме поинакви правни правила од 2014 година па натаму во државата. Уставот и натаму е во функција и таму јасно стои дека граѓаните на избори одлучуваат кој ќе биде власт, а кој опозиција во државата, и токму затоа граѓаните на Република Македонија за 5 дена од денес, на 11 декември, велам силно ќе им го возвратат ударот на овие антимакедонски сили и ќе им покаже кој ја составува и кој ја руши власта во нивната држава, затоа што на 11 декември македонските граѓани сите сплотено ќе излезат на гласање и плебисцитарно ќе го дадат својот глас во интерес на онаа политичка партија или онаа коалиција на партии кои што се за македонските интереси и за зачувување на унитарна и самостојна Република Македонија, а тоа се разбира победничката партија ВМРО ДПМНЕ и победничката коалиција на партии за Република Македонија. Исто така, она што е важно на овие избори е ВМРО ДПМНЕ и коалицијата да добијат 63 пратеника, затоа што само со 63 пратеника ќе се даде најголемиот одговор на сите овие замешатели, на сите овие неработници кои сакаат да ја клекнат Република Македонија на колена, за да не може сама да управува и за да не може сама да одлучува за својот развој и за својот просперитет. СДСМ дефинитивно нема да може да се вози во истиот филм и со истото сценарио и со истиот воз како што се возеше овие 2,5 години, бидејќи не само што се прочитани, туку веќе стана и табула раза, празна табла во која што веќе не постои никаква содржина, освен идеја на оваа партија да се продаде државата и да се буквално постават нови темели на некој идно уредување кое не е по волја на мнозинството граѓани на Република Македонија.
По 11 декември нема да пројде ниту една нивна веќе видена политичка и етничка финта, нема да пројде веќе ниту едно сценарио кое што тие го измантраа овие 2,5 години, бидејќи јас велам во овие 2,5 години ги потрошија сите можни финти и сите можни игри со кибритчиња и не постои ниту еден аргумент кој ќе може да пројде од СДСМ за некакво било какво нивно инволвирање во влада на Република Македонија после 11 декември, откако ќе се слушне гласот на македонските граѓани. Минатиот вторник емисијата, како што се сеќавате, главно ја посветив на таа така наречена изборна понуда на СДСМ, содржана во планот за живот во Македонија, кој оваа партија го нуди нели како изборна програма за изборите на 11 декември. И многу работи кажав кои што не држат вода во таа нивна така наречена изборна програма, многу работи се контрадикторни, многу работи како што знаеме веќе се препишани и се плагијат од партијата Двери од Србија. Меѓутоа, оваа емисија не сакам да ја посветувам повеќе на СДСМ и на нивните изборни понуди. Дефинитивно многу е поважно да видиме што ВМРО ДПМН им ветува на своите граѓани доколку дојде повторно на власт и повторно со убедлива победа мандатот на граѓаните го ќе се префрли на пратениците од ВМРО ДПМН, односно владата која што ќе ја составува ВМРО ДПМН во идниот период. Како што знаеме, програмата им се нарекува Реално, со кое што фактички сите овие коалициони партнери заедно со ВМРО ДПМН ја бараат нашата доверба за реализирање на нови квалитетно разработени вкупно 1318 проекти од дури 17 различни области. Бројот на проектите беше навистина тешко да се изброи, а камоли да се прочита се она што е напишано за секој од нив поодделно, и ваква детална, сериозна и обмислена програма со филигранска прецизност македонските граѓани немаат видено во овие 25 години независна и самостојна Република Македонија, но јас би рекла и пошироко, затоа што ваква политичка програма немам сретнато ниту во државите во регионот, но би рекла и во Европа, со волку детален опис на секој елемент од проектот, ваква детална дескрипција на постојната состојба, понатака на тоа што ново партијата планира да направи, да изгради, да купи, да санира, колку средства ќе чини секоја од инвестициите набројани во програмата, во кој рок партијата планира да го финишира секој започнат проект, е навистина исклучиво, би рекла и автономно дело само и само на ВМРО ДПМН, бидејќи во оваа партиска програма може да се забележи дека е потрошено многу време, дадено е многу енергија, посветено е многу внимание на потребите и интересите на македонските граѓани, така што слободно можам да кажам дека оваа програма зрачи со една деталност, со една сериозност, аналитичност, промисленост, сигурност, аналитичност, но и една добро поставена визија за развојот на Република Македонија. Убедливо најголем број проекти во програмата се однесуваат на инфраструктурата и на изградбата на нови регионални и национални патишта, автопатишта, но и експресни патишта. Сериозно инвестирање, на тамошно инвестирање во развојот на железничкиот сообраќај, нови поволности во делот на авиосообраќајот. Вкупно 215 проекти се однесуваат на оваа област, што практично значи дека во наредните 4 години Република Македонија ќе го продолжи градежниот инфраструктурен бум и навистина Македонија ќе стане едно вистинско градилиште, инфраструктурно градилиште, од кое што полза ќе имаат не само македонските граѓани, туку и сите инвеститори во Република Македонија, без разлика дали се работи за странски или домашни фирми и предпријатија. Понатака втората по број проекти област која во програмата е насловена како земја на еднакви можности на сите, содржи вкупно 167 нови проекти кои што се посветени за подобрување на стандардот на пензионерите, понатака на социјално ранливите категории на граѓани, заштита на инвалидните лица или со еден збор сите оние ранливи категории на граѓани на кои што им е потребна грижа од друг или од други лица. Посебно
тука се потенцирани и проектите кои што се однесуваат на грижа на најмладите, на тамошно продолжување на проектите за изградба на нови детски градинки, понатака посебни поволности за децата кои растат без родители или без родителска грижа, заштита на малцинските заедници, посебно заштита на ромите, исклучително добри проекти поврзани со пазарот на трудот, но и со пазарот на трудот на млади лица, вработување на млади лица, посебно на оние кои што ќе завршат високо образование. Веднаш по завршувањето на високото образование им се овозможува на 100 најдобри студенти веднаш да најдат вработување во државната администрација, но исто така и други поволности кои се однесуваат на проектите за млади лица. Понатака вкупно 102 проекта се однесуваат на областа економија со висок и одржлив раст, значи високо на во програмската шема на ВМРО ДПМН се наоѓа економијата, секако рестартирањето на пропаднатите стопански капацитети жртви на транзицијата во Куманово, во Скопје, во Тетово и во други македонски граѓани зазема, би рекла, најклучно место во програмата, со оглед на фактот дека овие пропаднати стопански капацитети од времето на СДСМ имаше тешкотија во периодот кој што измина да се продадат такви какви што се, значи со целата таа нивна, би рекла, оставинска, односно стечена маса и така натаму, така што прашањето околу рестартирањето на овие жртви на транзицијата фирми, мислам дека навистина дојде време, би рекла, да се случи и да навистина заживеат огромните капацитети кои на времето во бивша, би рекла, Социјалистичка република Македонија беа навистина гиганти, индустријски гиганти кои повторно треба да заживеат и да ги заживеат регионите каде што овие капацитети повторно ќе проработат. Особено отварање на нови работни места и унапредување, би рекла, на животниот стандард на граѓаните кои што ќе се вработат таму. Овде правиме мала пауза за реклами, секако останете со емисијата Поента, се враќаме за неколку секунди. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Ивене, повторно назад во Поента, продолжуваме со програмата на ВМРО ДПМН и со проектите кои што ги нуди оваа политичка партија за наредниот мандатен период од 4 години. Следната област во која што се изброени вкупно 107 проекти се нарекува во програмата Поквалитетен живот за сите. Се проекти кои што се посветени на нови капитални инвестиции во областа на културата, изградба на нови театри, поддршка на филмското творештво, заштита на културното наследство на Република Македонија, како и бројни други, би рекла, проекти врзани за заштита и унапредување на позицијата, би рекла, на македонската култура, на македонскиот јазик и на севкупното културно наследство кое што Република Македонија го има, би рекла, во себе. Исто така голем број ќе се реставрираат голем број на цркви, голем број на манастирски капацитети и други културно-историски знаменитости во Република Македонија. Понатака следи областа здравје во секој дом, здравје за секој граѓанин во програмата на ВМРО ДПМН, каде што се содржани вкупно 89 проекти, од кои најважни се оние капиталните инвестиции во изградба или реновирање на многу јавни здравствени објекти и комплекси, како и продолжување на процесот на набавка на нова и најсовремена медицинска опрема, како и на тамошно доедуцирање на здравствениот персонал во јавното здравство. Бидејќи фактички ова се работи за продолжување на голем број проекти кои што и во овој период беа започнати, но и се реализираа со одредена динамика. Сега би рекла само се
некои од нив ќе финишираат во наредните 4 години, а некои од нив ќе бараат уште наредни 4 години за да може да се дофинишираат, односно да дозавршат на квалитетен начин. Се надевам дека едуцирањето на здравствениот персонал во странство нема да запре ниту ниту во наредните мандати, без разлика кој од политичките партии ќе го добие мандатот за некој нареден процес на владење, бидејќи навистина до едукацијата на здравствените работници и персонал во јавното здравство е можеби најсуштествениот елемент во развојот на јавно здравствениот сектор, но исто така едновремено и во приватниот сектор во здравствената област. Понатака во програмата на ВМРО ДПМН следат и други проекти од областа на информатичката технологија, реформа на јавната администрација, проекти поврзани со професионализацијата на МВР, туризмот, младите, спортот, енергетскиот сектор, животната средина, образованието, посебно акцент е ставено на образованието и на би рекла образовно-научниот развој на Република Македонија. Понатака одбраната и сигурноста, децентрализацијата и регионалниот развој, како и секторот, односно областа правда, безбедност и слобода. Од сите овие наброени области и од сите овие вкупно 1318 проекти содржани во оваа програма, можеме да кажеме дека ВМРО ДПМН ја понуди досега најобемната и најдобра изборна програма. Едно мощно и квалитетно политичко четиво кое што предлагам да го прочитате доколку се уште го немате сторено тоа, каде што со една одлична систематизираност, една одлична идеолошка поставеност, но и грижа за секој еден граѓанин во Република Македонија, ВМРО ДПМН практично го ја дава својата визија за развој на државата, како и дава една програма за развој на секој граѓанин на Република Македонија и за една вкупна благосостојба на сите македонски граѓани кои што живеат во Република Македонија. Буквално никој не е заборавен и никој не е помалку третиран од тоа што е потребно во програмата на ВМРО ДПМН. Втората тема која што навистина крена голема прашина во македонската јавност, но и меѓу пошироката јавност, главно на Балканскиот регион, а која секако заслужува свое внимание и во емисијата Поента, е поврзана со неодамна формираната унија на главни општини раководени од албанци. На 27 ноември, еден ден пред да се случи големата албанска прослава на Денот на независноста на Република Албанија и Денот на албанското знаме, како што знаеме, се создаде нова унија на главни општини раководени од албанци, кое што како идеја и покрај тоа што има свое минато, сепак нејзиното реализирање се чини дека се повеќе се забрза поради неколкуте неочекувани, но многу важни политички процеси кои што се случија во светот и кои според албанските проценки би можеле да направат сериозен пресврт на терен. Веднаш по победата на Доналд Трамп и неговото, би рекла, официализирање за председател на Соединените Американски држави, како и неговото најавено драстично менување на курсот на американската надворешна политика, вистински ги, би рекла, помати сметките кај албанците во посебно на Балканскиот регион и фактички сите тие неочекувани политички процеси кои што се случија на американско тло, според албанците може да го загрози нормалното, нели, во наводници, реализирање на оној дамнешен, на оној историски проект кој што е позната во јавноста како проект Голема Албанија, како историски проект за сите албанци кои што живеат во регионот. Именно на албанските политичари им е јасно дека со доаѓањето на Трамп на председателската функција, реализацијата на овој проект како клучен за нив и за нивната кауза може да биде сериозно доведена во прашање. Токму затоа тие се во една голема паника, но и во брзање, во итање за тоа да се оствари оваа идеја што е можно побрзо. Ако се сеќавате на 9 ноември, кога фактички се
И беа познати изборните резултати од Америка дека Доналд Трамп е идниот американски председател. Немаше албански политичар во земјава, но и во регионот кој што не изгледаше попарено од веста која што пристигна од барата. Доналд Трамп ќе биде идниот американски председател кој што веќе зборува отворено за новиот курс кој што американската надворешна политика ќе мора да го следи по неговото доаѓање или устоличување во Белата куќа. А се работи за политика на немешање во внатрешните работи на светските држави, или како што рече Доналд Трамп, Америка ќе се заложи за мир во светот и ќе го отстрани досегашното брутално влијание врз многу региони во светот, за менување на влади, за менување на внатрешни уредување на државите и така натаму, се со цел да се воспостави според Доналд Трамп мир во светот и да Америка едноставно не биде повеќе главниот виновник за паѓање на актуелните влади и легитимните влади избрани на избори од страна на граѓаните на тие држави, но и да не биде соучесникот во создавање на бројни воени жаришта во светот, што значи една сосема поинаква надворешна политика од таа која што ја гледавме, би рекла, до доаѓањето на Доналд Трамп на во американската председателска функција. Сериозно тоа се одрази врз би рекла сталоженоста, смиреноста и буткањето на овој проект под маса на кај албанските политичари во земјата и во регионот. Кај нив се виде дека по ден-два паника и нервоза почна да се стабилизираат и со една невидена брзина почна да ги кројат нивните политички потези. Токму затоа е брзањето и создавањето на оваа широка унија на општини раководени од албанци, што иако на самиот почеток делува како една мирољубива, би рекла, унија која има за цел да ги забрза процесите на инвестиции, процесите на заштита на животната средина, понатака да ги унапреди одредени односи на соработка во делот на урбанизмот, градежната инфраструктура и така натаму, сепак се добива впечаток дека оваа унија има голема политичка позадина и дека позади оваа унија стои всушност оној проект Голема Албанија или Природна Албанија, како што ја нарекува Кочо Данај, советникот на тројца албански премиери, кое што не може едноставно да не се прокоментира и да не се навлезе во незините детали токму во емисијата Поента, зашто ми е и следната тема зашто сакам да поразговарам, односно да ја проанализираме. И сега интересно е дека во цела во оваа политичка бркотница кај албанскиот фактор и наметната од албанскиот фактор во регионов, во наводници македонецот Заев, е ставен пред свршен чин и всушност никој не го ни прашува што сега и како сега понатаму. Единствено што Заев е приморан да направи сега е да ги забрза политичките потези кои отпорано му се ветени на албанскиот фактор во земјата и надвор од земјата. За несреќа на Заев, но за доброто на Република Македонија е што реализацијата на ветеното на Заев му се поклопува со одржувањето на предвремените парламентарни избори и ова поклопување секако не зависеше од Зоран Заев, секако да зависеше од него работите ќе се одвиваа поинаку, но вака вистината, како и светските политички случувања направи од нашиот политички бомбаш, да ветува на албанците се што да им го исполнува ветеното на албанците се она што го кажал во земјата и во странство и што им го ветил на голем број лидери на албански политички партии, но истовремено и да го демантира секој кажан збор пред македонската јавност. Па гледаме каква какафонија настана во текот на изборната кампања. Едно им ветува на албанците надвор, друго зборува пред македонската јавност дека тој наводно не ветил менување на уставот, дека тој за него уставот светост, дека тој воопшто нема да чепне во уставот кој за него е најдобриот политичко правен документ создаден во државата, а од друга страна зборува за промена на уставот и зборува за воведување на ново уредување, кантонизација и двојазичност на Република Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева.
вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве сме повторно назад. Интересно е што по разговорите што ги имам со многу граѓани, а многумина на шега вела дека Заев сигурно мора да е дебело платен од ВМРО ДПМН што прави вакви кардинални грешки на терен и што во време на изборна кампања отвара теми кои се многу жешки и кои што се многу сензитивни за македонските граѓани. Некои сметаат дека човеков комплетно го има изгубено својата политичка пресметливост, па поради тоа треба да му се одземе деловната способност, но само малкумина сваќаат што точно се случува со Заев и дека со победата на Трамп Заев е приморан најбрзо што може да го испорача она што им го ветил на албанските политичари во државата, но и надвор од државата, без разлика што му следат изборите, бидејќи тој и вака и онака ќе оди политички курбан. За него со сигурност се знае дека не е играчот на кој повисокиот политички фактор надвор од земјата смета на еден подолг рок. Токму затоа Заев е одбран заради неговата алчност на власт или алчност да дојде и лакомост да дојде на власт што е можно побрзо. Тој е одбран да ја исполни оваа мисија, политичка мисија во Република Македонија, а откако ќе завршат изборите, откако тој ќе биде декласиран на политичката сцена, тој ќе добие команда војна од странскиот фактор, но и од македонските граѓани. Тоа е со сигурност, би рекла, може да се потврди. И сега, што му се врти во неговата глава, свесен за оваа политичка наместена стапица, човеков едноставно нема што да прави и нема каде да оди. Што би рекол мудриот македонски народ, Заев во моментот е во состојба удолу длабоко, угоре, високо. Тој ја фрли онаа договорена политичка бомба во државата и сега едноставно нема враќање назад, бидејќи албанците го држат за врат за сите оние ветувања кои што им ги има направено. Странскиот центар на моќ исто така го држат за врат заради огромните суми на пари кои што се инкасираат на контото на СДСМ, а македонските правосудни органи му чекорат на СДСМ и на Зоран Заев зад петите. И вака или онака, еве тија вистината си доаѓа по своето, или ја што велам, вистината е како шило, колку повеќе го вртиш, толку повеќе излегува на површина. Македонските граѓани секако навремено се предупредени дека државата е во голема опасност и дека Република Македонија, доколку не се плебисцитарно не излезат граѓаните на овие избори и доколку не го дадат мандатот за ВМРО ДПМН, веројатно ќе се најде на раскрсница нели за она што е понатамошен нејзин развој, дали ќе одиме кон зачувување на унитарниот и самостоен карактер на државата и независниот карактер на државата, или ќе се оди на нејзино расцепкување, односно нејзино натамошно децентрализирање, кантонизирање и секако подолба на државата согласно интересите и потребите на нашите соседи. Токму затоа, како никогаш досега на Република Македонија е потребна нашата помош од македонските граѓани, со цел зачувување на унитарниот карактер на државата, кој е единствениот облик на владење и единствениот облик на политичко устројство во државата кој може да обезбеди просперитет. Сите други експерименти кои би се направиле на територијата на Република Македонија се веќе видени неуспешни проекти, како во Босна, така и во би рекла и во други некои средини кои што во африкански држави и така натаму, кои што се неуспешни проекти кои што не може да донесат било каков успех не само на политички, туку и на економски план. И сега околу формирањето на самата Унија на албанските општини, но и околу самиот проект Голема или природна Албанија, како што ја нарекуваат албанците. Прво, самата Унија, не случајно се одбрани општините во Унијата кои што ги раководат албанци, и тоа пред се Тирана, Тетово, Приштина, Прешево и Улцин. Наводно се работи за случајно одбрани градови, нели? Но се работи уствари за клучни градови околу кои што се маркира целата целина на проектот. И се едноставно се
започнува или се финализира оној процес кој што е поврзан со незапирливото соединување на сите албанци во една држава, како што на времето зборуваше Сали Бериша, но и во 2010 година Куча Дане зборуваше за тој незапирлив процес, дека напраке формирање на нова албанска држава која ќе ги опфаќа териториите каде што живеат албанци. Денес очигледно овие зборови веќе не се само зборови, туку добиваат и видлива конкретизација. Сега, што е проектот Голема Албанија, што тој значи како проект и зошто тој е важен за албанската кауза? Станува збор за политички концепт кој има за цел да ги обедини сите етнички албанци и територии каде што живеат албанците или наводно некогаш живееле во еден национален ентитет. Значи создавање на една голема национална творба албанска која што ќе ја создаде големата албанска држава. Со признавањето на Република Косово како независна држава се започна една од клучните фази на овој проект, кој албанците главно го нарекуваат етничка Албанија, природна Албанија, голема Албанија. Заедно со територијата на постојната држава Република Албанија, проектот Голема Албанија ги опфаќа и териториите на неколку соседни држави, вклучително и дел од Република Македонија. Тука се вклучени и териториите на Република Косово, потоа териториите на Прешевската долина во јужниот дел на Република Србија, посебно општините Прешево, Бојановац и дел од Медвеѓа, како и српскиот дел од Санџак, историски познат како Новопазарски Санџак, но и делот кој што се поврзува со Топличката област. Во проектот Голема Албанија влегуваат и териториите од јужна и источна Црна Гора со градовите Улцин, Подгорица, како и делови од општините Плав и Рожае, а тука влегуваат и териториите од северозападна Грција, грчките регионални области Теспротија и Превеза, наречени од албанците како Чемерија, и секако дел од териториите на Западна Македонија, во кој што знаеме дека влегува и главниот град Скопје. Обединувањето на поголема површина во една територија под албанска власт, како што знаеме, беше покренато уште со Призранската лига, организација од 19 век, која имаше за цел да ги обедини албанските населени подрачја и други региони во еден автономен албански вилает во склоп на Отоманската империја. Но концептот на Голема Албанија во границите од 1913 година беше единствено имплементиран де факто и де јуре под италијанска и нацистичко-германска окупација на Балканот во текот на Втората светска војна. На некои територии на Балканот, населени со албанци, беа формирани и вооружени сили во текот на 90-тите години од минатиот век. Тоа беше Ослободителната војска на Косово или ОВК, која се бореше против југословенските сили во така наречената Косовска војна. Потоа Косовскиот заштитен корпус или КЗС, ОВПМБ, која делуваше во Прешевската долина, ОНА во Македонија и познатата АНА. Исто така, интересно е да се каже дека целиот овој проект е под закрила или под заштита на Соединетите Американски држави, како исклучително значаен проект за воено и геостратешките позиции на Соединетите Американски држави на овој дел од Европа и посебно на југоисточниот дел од Европа. Сигурно сте го слушнале големото лоби кое што промовира идејата за Голема Албанија во САД, лобито кое што го формираше поранешниот американски конгресмен Џозеф Диогарди, кој е етнички албанец по потекло, е всушност насочено со цел собирање на пари за реализирање на овој проект Голема Албанија во иднина на овој регион. Инаку, Голема Албанија е термин кој што е користен главно од западните научници, односно западните политичари, и кој што има за цел да го означи проектот на сеалбанско национално обединување на сите албанци кои што живеат во овој регион. Да не навлегуваме премногу во детали и во историјата, она што би сакала да кажам за сегашноста е дека голем дел од
македонските албанци кои што живеат автохтоно во Република Македонија се резервирани во однос на остварувањето на овој проект, но исто така постојат и голем број на радикални структури кои постојано го буцкаат овој проект и кои постојано ги задојуваат, би рекла, албанските граѓани и населението кој што живее во Република Македонија, истиот овој проект да го поддржат и да го засилат што е можно повеќе со своји средства и со свој директно учество во неговото креирање и реализирање. Но она што е, да кажеме, исто така исклучително важно е дека главно политичарите од особено албанските политичари, официјално секогаш се оградуваат од проектот, но не запираат да кажат дека доколку не дојде до обединување на Република Албанија во европското семејство, односно доколку Албанија не стане редовна членка во Европската унија, дека можни се натамошни процеси на создавање или заживување на проектот Природна Албанија или етничка Албанија во својата географска големина. Например, во Косово, на еден референдум за формирање на поголема унија со Албанија, движењето за самоопределување доби дури 12,66% од гласовите на парламентарните избори на Косово, што значи дека овие движења кои што зборуваат за голема Албанија добиваат се повеќе и повеќе на сила. Исто така и во 2012 година во Албанија националистичката црвено-црна алијанса, која што беше формирана како политичка партија во Албанија, доби исто така сериозни гласови на парламентарните избори во Албанија, што значи дека оваа екстремистичка и националистичка партија, нели онаа партија која што беше виновна за фрлањето на јајца кон автомобилот на македонскиот премиер Никола Груевски кога тој ја посети Албанија за време на празнување 100 години албанска државност. Токму таа партија доби, би рекла, големи симпатии во Албанија и на некој начин ги разгори чувствата кај албанците во регионот дека е можно да се забрза процесот на голема Албанија во новие простори. Но од друга страна, како што кажав, албанските политичари се повеќе се оградуваат од тој проект. Например, Еди Рама во Берлин, кога се зборуваше на тема проширување на Европска унија, не испушти да каже дека Европската унија за едни држави е мајка, а за други држави е маќа, зашто навистина целосно се согласувам, бидејќи едни држави напредуваат благодарение на поддршката што ја добиваат од Европска унија во евроинтегративните процеси, додека другите држави се хронични кандидати и се постојано на маргините на Европската унија. Исто така, во тој контекст Рама рече дека регионот не може да го чека Брисел да се одлучи, бидејќи доколку не се одлучи да ги земе сите овие земји од Западен Балкан во своето, нели, во своето семејство, во тој случај може да почнат одредени радикални процеси кои ќе отидат во насока на реализирање на проектот Голема Албанија. И сега нормално имам уште многу што да се каже во овој дел, но она што е важно за нас и за целава, би рекла, приказна околу Република Македонија и незиниот унитарен карактер е дека овие избори на 11 декември навистина се едни од најважните избори во Република Македонија во последните 25 години македонска самостојност и независност, бидејќи доколку им оствариме голема победа во интерес на унитарниот карактер и независниот и самостојниот карактер на Република Македонија, во тој случај можеме да кажеме дека македонските граѓани ќе останат господари на Република Македонија како нивна држава. Во спротивно, доколку не успееме да ја оствариме таа победа и доколку не успее ВМРО ДПМН да забележи значителна победа во однос на опозицијата, во тој случај оставаме, би рекла, да надвиснат уште поцрни облаци над Република Македонија и секако да се реализираат сите оние сценарија за кои што зборувавме во изминативе 2,5 години наметната вештачка политичка криза во државата. Јас се надевам дека
наредниот вторник, кога повторно ќе се дружиме со Поента, ќе можам да ја прогласам големата победа на Република Македонија и големата победа на ВМРО ДПМНЕ, како и победата на сите оние сценарија кои што, како што кажав, надвиснале над главите над нашите глави во изминатите 2,5 години. Јас се надевам исто така дека на наредната Поента ќе прославиме победа над сите оние што сакаат преку соработување со странски центри на моќ да ја уништат Република Македонија, но исто така ќе потенцираме уште еднаш на таа наредна Поента дека граѓаните на Република Македонија се господари на оваа наша држава и на оваа наша татковина и дека никој не може да управува со нив и со државата, освен ние самите, односно сите македонски граѓани кои што живееме на територијата на Република Македонија, ваква каква што е, во незината неподеленост и во незината неприкосновеност територијална. За крај само ќе кажам да живее Република Македонија и македонскиот народ и се надевам на фер, демократски и кредибилни, како што велат американците, избори во недела на 11 декември, а ние повторно ќе се слушнаме со, би рекла, новините од изборните резултати и со се она што ќе следи постизборно наредниот вторник во истото време во редовниот термин од 17 до 18 часот. Пред да се одјавам, само да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денес е 6 декември 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Вам ви посакувам убаво попладне и се слушаме до наредниот вторник во истото време. Терминот редовен е од 17 до 18 часот. Пријатно и се најубаво. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.